Кој би рекол дека за околу 30 минути ќе подготвите ваков интересен рецепт кој што не само што изгледа одлично, туку и изобилува со моите омилени вкусови. Вкусовите на Медитеранот. Крцкаво лиснато тесто и освежителна салата подготвена од рукола, шири домати и маслинки. Добитна комбинација, па дури и за оние кои што имаат истанчен вкус. Ајде да ви покажам како да го подготвите. Најпрво потребно е да го подготвите филот. Во стаклен сад ставете ја павлаката, зачинете со сол и мелен црн пипер и оригано. Ситно исечкајте го младиот кромит и додајте го во садот заедно со изренданиот кашкавал. Набрашнете работната површина и расукајте го лиснатото тесто. Потребно е да биде малку расукано, така што од едно парче лиснато тесто ќе подготвите 2 медитерански тарта. Пресечете ги формите по желба, а јас се одлучив да бидат правоаголни. Секое парче лиснато тесто нежно со ножот обележете го од сите страни, не сечејќи го комплетно. Причината поради која го правам ова е краевите на тартот да нараснат, а средишниот дел каде што ќе го ставиме филот и салатата да биде вдлабнат. Искршете го јајцето и изматете го со помош на вилушка. Со четка внимателно премачкајте ги надворешните страни на лиснатото тесто, така што би добиле убава и златно кафена боја после печењето. Во средишниот дел нанесете од филот, внимавајќи филот да не ги преклопи обележаните страни на тартот. Внимателно распределете го филот во внатрешниот дел на лиснатото тесто. Постапката повторете и со преостанатите тартови. И печете ги во веќе загреана рерна на 200 степени околу 20 на минути. За тоа време може да ја подготвиме салатата. Во сад ставете ја руколата, шири доматите пресечени на половина и додадете ги маслинките. Зачинете со маслиново масло, оригано, сол и мелен црн пипер и добро промешајте. Кога лиснатите тартови ќе бидат готови, оставете ги 2 до 3 минути да одморат на собна температура, а потоа сервирајте ги во чинија. Врз секое парче лиснато тесто нанесете од салатата со рукола. Салатата дава дополнителна свежина на ова јадење, а на крајот за овој рецепт да биде уште подобар, нарусете малку горгонзола сирење. Кој би рекол дека вакво елегантно јадење може да биде подготвено за толку кратко време. Се надевам дека овој рецепт ќе го испробате и ќе ми испратите фотографија за тоа како ви испаднал. А вие не заборавајте да ставите subscribe на мојот YouTube канал и да ги заследите моите профили на социјалните медиуми Facebook и Instagram. Линковите ќе ги најдете во описот на ова видео. Се гледаме наскоро, а до тогаш забавно готвење.